Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добродојдовте во уште една емисија Поента со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска, како и секогаш во својство на уредник и водител на емисијата. Денешната емисија ја насловив со наслов кој е поврзан со настаните кои што се случува минатиот петок во Париз. Значи една тема која секогаш е тажна кога се зборува, меѓутоа и секогаш е предизвикувачка. Со оглед на фактот дека тероризмот воопшто не е ниту нова светска тема, ниту тема која што светот ја заборави, напротив, секојдневно се соочуваме со бројни терористички активности, акции, делувања, меѓутоа и стратешки планирања, за кои навистина треба да се плаши целиот свет. Буквално ниту една држава, ниту еден континент не може да остане и нема да остане имун од ова зло кое што јас го нарекувам цивилизацијско зло. Од тука денешната емисија насловив токму цивилизацијско зло, сосема природно, сосема нормално, по тешката недела што ја проживеа цивилното население во Париз, меѓутоа исто така и сите останати хумани цивилизирани држави во светот. Несомнено е дека тероризмот бил и ќе остане најголемото зло на човековата цивилизација, најголемиот демон од кој секојдневно стравува денешниот, но и идниот светски поредок. Тероризмот е присутен во различни форми, со различна раздорна моќ, меѓутоа интересно е што сите терористички акции имаат секогаш идентични цели. Тероризмот јас го дефинирам како рак рана на човековата хуманост, на човековиот алтруизам, на солидарноста, но и на духовниот модернизам. Иако овој актуелен и најопасен процес на човечки активизам се смета за најголемо цивилизацијско зло, сепак, верували или не, за него во политичката, но и правната теорија не може да се најде една единствена или конкретна дефиниција со која што ќе се опише овој феномен. Од тука и затоа тероризмот се објаснува на еден многу сложен, комплексен начин, бидејќи не може да се дефинира на единствен начин. Тероризмот може да се опише како збир на организирани и осмислени акции и действувања, кои што се насочени против животот на многобројни невини човечки жртви. Но во позадината на овие акции и действија, кои нели по правило се секогаш политички мотивирани, се наоѓа потребата од една сеопшта дискредитација, а понекогаш и целосно уништување на актуелната власт во државата која што е жртва на тероризмот или во државите кои што се жртви на тероризмот, бидејќи не е секогаш само една земја опфатена со терористички напади, секогаш тие можат, понекогаш можат тие да бидат и синхронизирани како напади во повеќе држави едновремено. Од тука тероризмот никогаш не сме да се гледа како изолиран и како некаков случаен збир на процеси, напротив, тој секогаш е детално испланиран, секогаш има точна мапа на делување, точни активности, планирани активности на делување. Па од тука многу внимателно треба да се разгледува тероризмот и како феномен, меѓутоа и секој терористички напад поединечно, со цел да се добие една поширока слика за тоа кога, каде и зошто делуваат терористичките фанатици. Тероризмот е многу повеќе од обичен случаен настан или од некаква наводна хаотична вооружена акција која што е организирана од страна на одредени фанатици. Во позадината на секоја терористичка акција стои добро планирана и осмислена стратегија. Токму затоа и не случајно го велам ова, Европската унија треба да биде буквално на нозе,
затоа што стратегијата на терористичките фанатици не завршува и нема да заврши само со терористичките напади во Париз. Зошто? Затоа што терористичката стратегија секогаш има конкретен план. А планот е секогаш поврзан со реализирање на одредена вооружена, политичка, но во одредени ситуации и финансиска надмок на фанатиците на терен. И ако на ова се надоврзе изјавата на рускиот претседател Владимир Путин, кој што даде на состанокот на G20 групата, каде што тој обелодени дека во групата на држави кои што директно или индиректно ги финансираат терористичките фанатици или терористичките групи, посебно групите во исламската држава, влегуваат фрапантни дури 40 држави меѓу кои земји на G20, тогаш сериозно треба да се запрашаме дали ова цивилизацијско зло не е всушност политички мотивирано и не е всушност директно потикнато од велесилите кои што ни го раководат светскиот поредок, односно од велесилите кои ја спроведуваат политиката на светско ниво. Или ако сакате, ја диктираат политиката на светско ниво. Како и да е, тероризмот е секогаш ставен под дефиниција на класичен терор, кој што е насочен против сите, но и против секого во земјата жртва на тероризмот. Тој едноставно не бира средства, ниту бира луѓе кон кои ќе се пука, кон кои ќе се активира одредена експлозивна направа. Таму каде што има плодна почва за негово иницирање и делување, тероризмот многу брзо ја шири енергијата на стравот, но и енергијата на паника. Всушност, тероризмот или терористичките акции не се само насочени против политичката структура или против актуелната власт, и не е само насочен кон политичка дестабилизација на државата, туку многу често има длабока психолошка димензија, да се е паника, да се е страв. Едноставно да луѓето се плашат да излезат надвор, да се плашат да ги обавуваат своите секојдневни активности. И токму тоа е она што е најопасниот момент врзан со секоја терористичка акција, бидејќи да се растрои политичката структура на државата и не е толку страшна работа. Меѓутоа, да се растрои психолошката димензија на државната структура и воопшто на општеството, тоа веќе е сериозен проблем со кој што се соочува цивилизираниот свет. Од тука велам дека тероризмот нема само намера да предизвика политичка нестабилност во државата, иако најчесто тоа е клучната поента на која што терористичките фанатици удираат. Едноставно да се симна актуелната власт или едноставно се принудат официјалните државни институции на оставка. Но поголемата цел на тероризмот е да внесе психолошки страв, да внесе психоза меѓу цивилното население, преку предизвикување на конкретни човечки и материјални штети по цивилното население, имајќи предвид дека токму цивилното население е најневино во таа смисла што не е инволвирано во политиките или во процесот на градење на политиките, се удира врз цивилното население со цел да се испрати порака до политичкиот естаблишмент во државата. Фактички преку овие мерки, терористички активности, се оневозможува државата нормално да функционира. И како што знаеше да каже познатиот Ленин, целта на тероризмот е максимално да тероризира. Значи максимално да ги зафати сите пори на општественото, политичкото, културното и севкупно живење во системот и да луѓето се едноставно само на тоа да мислат и да се преокупирани со тоа дали ќе се случи некој терористички настан, дали ќе има жртви, колкави ќе бидат тие и така натаму, со цел да се дефокусира нивното внимание од нормалното живење. Тероризмот никогаш не предизвикува само делумни штети, без разлика што во одредени ситуации може и не ја постигнува крајната цел. Постојат и такви терористички напади каде што
бројот на жртвите кои што тие терористите ги утврдиле како цел некогаш се многу помалку, нели, за среќа на цивилното население, така што терористичките напади не ги исполнуваат секогаш до крај максимално своите цели. И се смета дека тие придонале само на делумна штета. Меѓутоа, по мене еден загинат живот е вистинска трагедија, а не пак стотици илјадници луѓе загинати од терористичките напади. Тука секако може да се отвори прашањето и мора да се отвори прашањето на политичката одговорност на институциите во системот, конкретно во Франција. Како е можно председателот Оланд и целата негова екипа да не поднесат оставка, односно да не поднесат одговорност политичка за новонастанатата состојба. Како е можно целиот систем да затаи, системот на разузнавање, системот на безбедност, на јавниот ред и поредок, како е можно целата полиција да затаи и покрај тоа што имале соодветни спратени сигнали уште летото од многу пријателски држави дека се спрема, се подготвуваат вакви терористички активности. Навистина е несватливо за земја како Франција да и се случат во срцето на оваа држава, во Париз, да се случат вакви терористички настани. Тоа може да имплицира само две работи, или тотално е била заспана разузнавачката дејност на оваа држава, меѓутоа и безбедносните и сигурносните служби, или едноставно политиката во таа земја била преориентирана на нешто многу позначено, ама не знам што може да биде позначено од безбедноста и сигурноста на сопствените граѓани. Тероризмот во таа смисла е сеопфатен, максимално разорен и максимално штетен по сите што живеат во погодената држава. Во природата на тероризмот е да ја негува омразата, да презира и да уништува се што ќе му дојде при рака. Од тука терористичките активности секогаш се ја злоупотребуваат неволјата на другиот во интерес на зголемување на среќата на своите терористички фанатици. Бидејќи да не заборавиме, тоа се луѓе, фанатици кои што се одгледувани, би рекла, кои што се чувани, кои што се растени со доза на омраза, со доза на анимозитет, на едно неверување кон другиот. Така што фанатикот умира среќен, ако убие што е можно поголем број на луѓе. Тоа за луѓето кои што се од тие секти или од луѓето кои што влегуваат во тие терористички фанатички групи, го сметаат за ќар. Ако убијат повеќе луѓе, тоа значи дека таа душа, тој човек ќе оди во рајот за да ги ужива плодовите од жртвите собрани во овоземскиот свет. И тоа е една сериозна догма која што и доктрина која што се изучува, би рекла, во рамките на овие кампуси, а која што е директно спротивна на она што представува цивилизацијска вредност или цивилизацијска идеја. Терористичките фанатици најчесто задоени со тој изопачен и екстремен верски фанатизам. Интересно е што самите се сметаат и се дефинираат како борци за човекови слободи и права. Токму од овие причини на комплексност, тероризмот едноставно не може да се дефинира само од еден аспект, односно само тоа како го гледаме ние нормалните луѓе, би рекла, или луѓето кои што припаѓаат на човековата цивилизација. Наспрема нас се идеите на тие верски фанатици, на тие секташки групи, на тие терористички организации кои на сосема поинаков начин го гледаат светот, сосема поинаков начин размислуваат, имаат своји убедувања кои што нормално им се внушувани во нивната душа, во нивниот ум, и така се растени со тој фанатизам да убиваат, да создаваат злодела во човештвото, бидејќи само на тој начин тие ќе можат да живеат на оној свет во рајот и да ги уживаат плодовите на рајот.
Најчесто за себе си се етикетираат како борци за човекови слободи и права, а всушност се најголеми уништувачи на човековите слободи и права. Најголемата деструктивна енергија и деструктивна сила се токму тие така наречени борци за човекови слободи и права. Додека за еден човек некој е терорист, значи некој го дефинираме како терорист, за друг, односно за тие луѓе кои што живеат во поинакви услови, сосема поинакви доктрини, би рекла, тој е борец за човекови слободи и права и тука всушност се јавува тој анимозитет или се јавува тој судир на, би рекла, на две цивилизации или на две сосема спротиставени теории. Една дека се работи за луѓе кои мора да се отстранат од човековата цивилизација, затоа што целата таа нивна доктрина е погрешна и антицивилизацијска, додека од друга страна имаме се поголем број на така наречени борци за човекови слободи и права кои имаат една единствена кауза и да се едноставно сакаат да ги уништат цивилизацијските вредности врз кои се заснова модерниот свет. Но зарем е можно тероризмот да се дефинира поинаку од акт на целосна човекова изопаченост, на целосна човекова малумност, ако се имаат предвид самите последици кои настануваат од бројните терористички акции, без разлика дали тие се извршени во Соединетите Американски држави, на Бали, во Русија, во Израел, без разлика дали тие се извршени во Египет или на Синајскиот полуостров, без разлика дали тие се извршени во Турција, во Република Македонија и на други места. За сите терористички активности, би рекла и напади, без исклучок, заеднички именител е тоа што тие се насочени или го напаѓаат срцето и душата на нормалниот цивилизиран свет. И тоа е она што стравува, односно тоа е она што треба сите нас да не боли, особено цивилизираниот нормалниот свет. Светот секојдневно е во потрага по решение, што треба да се преземе, како да му се спротистави на ова зло, меѓутоа никако да најде соодветно решение. Светот постојано апелира дека е неопходна енергична светска меѓународна борба против тероризмот, но никако да собере сили и енергија да действува сплотено како еден. Мислам дека сега е време да се сплоти целиот цивилизиран свет, без разлика дали се работи за Русија, за Соединетите Американски држави, за Обединетото кралство, за Кина, за Австралија, без разлика значи за која држава зборуваме, сите заедно треба да се сплотиме буквално како една држава, со цел да се спротиставиме на ова цивилизацијско зло. Доколку и натаму сме поделени, и натаму размислуваме со поинаков ум од она што представува храбра политика и храбри чекори против терористичките акции, светот и натаму ќе се соочува со уште вакви, можеби и порадикални терористички напади, кои навистина ќе прават само зло и носат само штета на овој свет. Тука ќе направиме кратка пауза и останете со нас нормално. Значи, секојдневно се апелира на потребата од енергична борба против тероризмот, но никако светот да собере сили и конечно да заеднички и сплотено да действува против тероризмот. Се уште сме сведоци дека голем број држави директно го потикнуваат тероризмот, директно го создаваат, би рекла, тероризмот или таа крв на омраза. И наместо светска осуда и посочување со прст дека некои држави работат во полза на сатаната, за жал се уште тие држави добиваат статус или имаат статус на светски велесили. И јас постојано го поставувам прашањето велесили на што? На хоророт, велесила на омразата, велесила на злото, велесила на цивилизацијското зло. Од тука мислам дека чашата е прелиена и дека дојде вистинско време кога треба да се посочи виновникот кој свесно и без грам совест го произведе монструмот на човековата цивилизација. Затоа што преку посочување на виновникот можеме да го побараме и решението за спас.
Спасот, како што кажав, е во обединувањето на светот и тоа во храбро и во одлучно обединување на сите држави кои што мислат дека тероризмот е цивилизацијско зло. Спасот е во делување сите за еден, еден за сите. Потребата од изградба на единствена светска, на меѓународна заедничка безбедносна антитерористичка стратегија е всушност спасот во борбата против ова зло. Обединувањето на сите држави во светот против тероризмот е единственото решение што може да го сотре злото. Друго решение навистина не гледам. Ако решението е во политиката на отстапки или во политиката на преговарање со терористите, тогаш тоа не може да го реши главниот проблем и тогаш светот навистина ќе има уште посериозни проблеми. Значи, секој одолговлекување на изградба на ваков единствен меѓународен систем, меѓутоа единствена меѓународна стратегија за борба против тероризмот, преку креирање на политики на отстапки, на преговори, на лицемерни договарања и така натаму, нема да го реши не само главниот проблем, а тоа е тероризмот, туку и сите оние нус ефекти кои што ги создава самиот тероризам. Од тука политиката на безкомпромисност кон терористите се смета за единствен одговор, вистински одговор против тероризмот, а доколку политиката на компромиси и на отстапки и понатака продолжи, тогаш дефинитивно ќе не се случи она што папата го кажа пред некој ден, а тоа е едноставно светот ќе се соочи со Трета светска војна. Политиката на безкомпромисност е единствената шанса да победи здравиот разум. Светот мора да едноставно да каже доста е веќе со овој фанатизам кој што за жал го создадоа велесилите, меѓутоа сега сите ние треба да се соочуваме со него. Особено светот треба да застане во борбата против верскиот, религиозниот фанатизам, кој што е основа за голем број терористички групации и за терористичко делување. Едновремено мора да се запре процесот на се позасилениот атеизам, но и се позасилените западни хиперлиберални идеи, кои се сметаат за доминантни идеологии во религиозниот западен свет. Западот веќе одамна не зборува за постоење на слобода на религија, туку зборува за слобода од религија. Веќе можам да кажам слободно 10, може 15 години наназад, тој западен хиперлиберализам, па ако сакате и атеизмот, но и сите искривени вредности на традиционалните религии имаат за цел да го убијат Бога, да го заменат Бог со некакви квази религиозни верувања, во некакви радикални принципи, преку кои се смета дека се остваруваат човековите слободи и права. Светот за жал дозволи да се изопачи религијата и традиционалните, конвенционални религиски вредности во оној момент кога прифати некакви, да кажеме, нови феминистички вредности, некакви субститути, замени на традиционалните семени вредности, што дрско и безобразно ги запоседнаа западните општества, нудејќи им поинаква вистина и поинакви вредности од вековно присутните традиционални религиозни вредности. Дрскоста отиде до таму што благодарение на модерните појави дури замисли да се отвори процес на повторно пишување на така наречена некоја нова вистинска Библија. Во светот секојдневно непрекинато се шири ерес, се шири и се манипулира, се шири демагогија, меѓутоа и некакви нови вредности, модерни култ вредности, нови вредности на новите генерации почнуваат да го запоседнуваат младиот ум, така што се чини дека младите генерации се под секојдневен притисок на некакви нови религиозни догми и религиозни верувања кои апсолутно немаат никаква врска со традиционалните и конвенционалните религии.
Тие нови, целосно искривени религиозни вредности бараат слепа лојалност кон во наводници новиот Бог. Од тука традиционалното и вековно христијанско православие од една страна и конвенционалниот, традиционалниот ислам од друга страна, кон кој да не заборавиме се придржуваат мнозинството муслимани во светот, почнуваат да добиваат по ранг второстепено или третостепено значење. Некакви нови култни идеологии и религиозни вредности се наметнуваат на новите млади генерации, кои апсолутно ги ништат традиционалните семени и човекови вредности, и тука всушност се гледа и основата на тој верски фанатизам. Од тука мислам дека клучот или спасот за одбрана на човештвото и на цивилизацијата од овие верски фанатици е токму во обединувањето и во враќањето или, пак ќе кажам, реобновувањето на вредноста на традиционалното вековно христијанско православие и на традиционалниот конвенционален ислам. Токму тие треба да бидат најмокната брана и едновремено одбрана од тероризмот и од новите во наводници вредности кои што ни ги нуди верскиот фанатизам. Наместо да се елиминираат традиционалните христијански и муслимански вредности, на западниот свет треба да му се наложи нивно зајакнување и нивно негување. Наместо семејството да се субституира и да се заменува со некакви квази семени вредности, каде што истополови партнери би посвојувале деца и би ги раснеле во некаков нов, модерен тренд, напротив, треба да се свртиме кон традиционалното семејство и кон традиционалните семени вредности. Наместо да популаризираме некакви хит феминистички старлети, треба да се вратиме на еднаквоста на граѓанинот, на еднаквоста на човекот, на еднаквите можности на секој човек, без разлика дали е маж, дали е жена. Значи, мораме да ги вратиме старите вредности назад, на траката, на вистинската трака на развојот и на вистинската трака, ако сакате, на животот. Наместо да застанува во одбрана на однив создадените, да не ги споменуваме талибанци, алкаедаши, припадници на исламската држава и така натаму, Соединетите американски држави и нивните сојузници во западниот свет треба да застанат во цврста одбрана на вистинскиот, традиционалниот, конвенционалниот ислам, но и традиционалното православие. Лажниот ислам треба да биде заменет со вистински ислам, кој во своето основно битие од секогаш бил насочен кон негување на мирот, кон негување на стабилноста и традиционалните семени човечки вредности. Традиционалниот ислам никогаш не ги хушка луѓето еден против друг. Напротив, оно што е упатен и кој што ги познава принципите на традиционалниот ислам, ќе види дека тие се засновани во многу врз принципите на христијанското православие и дека токму мирот, стабилноста и традиционалните семени човечки вредности се основните принципи врз кои што се гради ова идеологија и оваа верска догма. Тука сега ќе направиме мала пауза и повторно се враќаме во студиото. Еве на назад повторно во студиото, за да не останам недоречена во однос на замената на лажниот ислам со вистинскиот ислам. Истото тоа се однесува и на христијанското православие. Едноставно, христијанските верници не треба да се врдат едни против други, да се гледаат со омраза и со презир, туку напротив треба да делуваат заедно едни со други. Упадот во религијата и формирањето на различни секти и во христијанството, како и во исламот и во муслиманството ја разгоруваат таа антихристијанска мисла и ги засилуваат секташките идеи, а секташките идеи секогаш се поврзани со поделби, со внатрешни раслојувања на верниците и нормално со појава на вакви екстремни доктрини. Откажувањето на светот од конзервативните вредности наспроти напливот и прифаќањето на овие антирелигиозни политики како прогресивни и како сосема нормални ја засилува моќта и силата на изопачениот човеков ум, а токму последицата од тој изопачен човеков ум е тероризмот и терористичките активности.
Овде сакам да го завршам делот кој што е посветен на тероризмот како најголемо цивилизацијско зло и да преминам на втората тема која што е планира за денешната емисија, а која што е врзана со денешниот датум 17 ноември 2015, 17 ноември 1991 година. На денешен ден е донесен уставот на независна самостојна Република Македонија и нормално како професор по уставно право не можам да останам да не го одбележам, би рекла, овој датум како исклучително значаен како поднос на формирањето на самостојна независна Република Македонија во правно-политичка смисла, така и поднос на сите, би рекла, случувања кои што и сите перипетии низ кои што помина уставно-правниот развој на Република Македонија во овие 24 години. Посебно тие перипетии се посебно нагласени сега, би рекла, во оваа година, иако нормално кога се зборува за предизвиците на уставот не може да не се спомне дека се уште во Република Македонија постојат луѓе кои сметаат дека Охридскиот рамковен договор е недовршена приказна и дека треба и натаму да се доградува, да се надградува и така натаму, со тоа алудирајќи на промени на уставот како највисок правен акт. Се уште постојат луѓе кои сакаат отворено да не само да зборуваат за идеите за федерализација на Република Македонија, туку дури веќе смислуваат и конкретни планови, конкретни проекти за тоа како треба да изгледа Република Македонија. Секако дека кога се зборува за идеи и кога се зборува за научна дебата на идеи, а не за јавно пласирана идеја, мора да се имаат предвид сите правни, политички и други консеквенции кои може да доведат доколку се прифати инсталирање на било каква идеја која што е преземена од оваа или онаа држава, од овој или оној систем, без притоа да се прашаат граѓаните на Република Македонија како најсуверени и како нормално носители на суверената власт во Република Македонија, што мислат тие за овие прашања или за овие идеи. Во овие минатата недела, меѓутоа, би рекла и во континуитет се пласираат пред македонската јавност одредени замисли од неколку јавни личности кои што се блиски до опозицијската СДСМ околу можноста за федерализација на Република Македонија и тукму сега мислам дека е вистинскиот момент кога сме на денот на донесувањето на првиот устав на самостојна независна Република Македонија да го кажам и мојот став во врска со ова прашање, бидејќи ова прашање директно го атакува постојниот облик на владење во Република Македонија, значи како република, како унитарна држава и така натаму, и нејзина замена во федеративна држава, значи што тоа значи и кои би биле консеквенциите, штетните нормално консеквенции во случај да се реализира ваквата идеја. Најнапред би сакала да кажам дека граѓанските реакции по однос на по пласирањето на оваа идеја во јавноста се уште се мощно негативни и полни со гнев и лутина, нормално кон оние кои што размислуваат во насока на разнебитување на македонската држава. Меѓутоа, јас не би кажала само дека е потребен гнев и лутина во овој момент, туку во овој момент потребна е ладна глава и ум кој што многу подлабоко ги согледува последиците, меѓутоа и причините за актуализирање на ова прашање токму во овој момент. Една од причините секако повторното реактуализирање на итноста од пронаоѓање на име кое што би било прифатливо за Република Грција и за Република Македонија. Не случајно велам дека идејата за федерализација ќе има директен импакт и врз името на нашата држава, бидејќи во тој случај нема да зборуваме за Република Македонија, туку за федерација на некои држави во рамките на некаква Македонија, што директно им оди во
директно им оди во пресрет на грчките идеи за име за севкупна употреба кое што е спротивно на уставно утврденото и позиционирано име Република Македонија. Меѓутоа и не само тоа, федерализацијата директно значи именување на описот на сегашната Македонска република, значи обликот на владење веќе нема да биде република, туку федерација. Менување на, како што кажав, на незиното уставно име, носење на нов устав, односно нови устави, зависно од тоа колку републики, односно колку провинции или области ќе бидат дефинирани или се смета дека треба да бидат дефинирани во тој проект. Менување на државни символи, менување на државни обележја, на химна, на знаме, на јазик, на институции, на собранија, на влади, на председатели на посебни покрајни, односно посебни единици и на федералниот совет или федералното председателство, инсталирање на двојни, тројни судства, јавни обвинителства, образовни институции и така натаму. Буквално комплетно редефинирање и редизајнирање на македонската држава или, ако сакате, менување на незиниот личен опис по сите критериуми, по сите прашања. Практично, концептот на федерализам значи целосно уништување на републиканскиот облик како концепт на владење и наместо него внесување на федерален концепт со самостојни федеративни единици кои би уживале висок степен на автономија, како што кажав, би имале своји институции. Оваа идеја е директно спротивна на борбата на славните македонски борци за самостојна и унитарна Македонска република, меѓутоа според мене и директно сквернавање на македонската национална историја. Кога мислам на македонската национална историја, не мислам само на онаа во кое што Македонија партиципираше како дел од Југословенската федерација, туку мислам за многу дамнешната историја која што ја има поминато Македонија во својот развој, етнички развој. Оваа идеја не може да помине ако за неа согласност не дадат македонските граѓани, и тоа мора да биде јасно како ден. Само македонските граѓани се тие кои што се носители на суверенитетот и кои можат да направат и да донесат одлука за менување на обликот на владење, но и за менување на системот на организацијата на власта. Ниту некој експерт, ниту некој јавна личност, ниту една политичка партија не може да направи одлука за ваква значајна промена, односно за ваква исклучително драматична, би рекла, промена во државата. Секој што пушта вакви опасни пробни балони во државата за незино комплетно редефинирање, треба да понесе и соодветна казнена одговорност, затоа што знаеме дека во голем дел секое ширење на идеи кои што би можеле и кои што го разнебитуваат уставниот поредок, кои што би можеле да предизвикат сериозни последици врз јавниот ред и поредок, имаат соодветно име во казнениот законник и представуваат казневи дела за што се сноси соодветна кривична одговорност. Меѓутоа, нешто повеќе околу идејата за федерализација и моделите на федерација по кратката пауза. Останете со нас. Еве неповторно во студиото. На прашањето ми е што конкретно би значило реализирање на идејата за федерализација на земјата. Факт е дека постојат голем број на модели на федерација, но без разлика кој конкретен модел го преферира предлагачот на оваа идеја, бидејќи досега не слушнавме некој конкретен модел на федерација кој што се предлага, само дека станува збор за добра идеја која треба да биде предмет на дискусија, што е на некој начин доста несериозно. Кога нешто се предлага, не треба само да се пласира идеја, туку и конкретен модел. Меѓутоа, факт е дека без разлика за кој модел на федерација да зборуваме, сите федерации имаат поделен суверенитет, што значи дека граѓаните се поделени и гласаат и за избори во федералните држави, односно провинции, и на федерално ниво. Ова практично значи поделена власт, односно поделена моќ.
Централната власт нормално е да има одредени ексклузивни федерални овластувања, додека незините единици многу конкретни и бројни овластувања, и сите овие политички поделености нормално ќе би довели до конкретни економски, социјални, образовни, културни и други поделености во системот. Од оно што во јавноста се пласираше како размислување или како идеи, од доста аналитичари, особено од албанскиот политички блок, слушнав и често пати се прави одредена паралела за тоа како изгледа Република Македонија и како евентуално би изгледала доколку се примени белгискиот или швајцарскиот модел на организација на власта и моделот на владење. Па да видиме зошто, например, не треба да се прифати белгискиот модел на владење и организација на држава во Република Македонија, би одела со неколку практични информации за Белгиската федерација. За оние што не им е познато, Белгиската федерација е практично систем на јазична и на територијална поделеност на државата. Јазичните заедници во државата се фактички две големи, односно француската со 40% од населението, холандската, односно фламандската јазична заедница со 59% од населението и германската со 1% од населението во Белгија. Тоа е едната поделеност, а втората е по територијален критериум, односно се работи за географско дефинирани региони или така наречени федеративни држави, во кои што Брисел е главен град, кој што се нарекува и големиот Брисел, и Фландрија и Валонија како посебни федеративни држави, кои што ја чина таа сложена, меѓутоа и во многу нешто нефункционална Белгиска федерација. Фландрија и Валонија се всушност двата региона кои што се со различно имаат јазично говорно подречје, односно различни јазични области, додека во Брисел 80% од населението зборува на француски јазик, а останатите 20% на холандски или фламандски јазик, при што во самиот град има посебна енклава на фламандски регион и во таа енклава официјално е призната како билингвистичка област. Оваа јазична поделеност директно се рефлектира и на политичкиот систем во земјата, бидејќи холандското население е представено преку политичките партии што зборуваат холандски јазик, додека останатите, мнозинството население во Валонија и Брисел, се представени преку политичките партии што зборуваат француски јазик, а регионот на Брисел се смета за трета компонента. Оваа посебна дуална форма на федерализам со посебна позиција на Брисел има оставено сериозни последици врз бројни политички прашања, а посебно врз политичките поделби меѓу граѓаните по јазична основа. Силните политички поделби на појазична основа секојдневно се чувствуваат и тие стануваат вистинска политичка стапица и кочница на нормалното политичко делување на земјата, што сериозно доведува до туркање на земјата кон идејата за менување на постојниот облик на федерализам во некаков послаб сојуз или полабав сојуз како што е на пример конфедерацијата. Да не заборавиме дека по општите избори одржани во јуни 2011 година, Белгија цели 549 дена чинам или вкупно повеќе од 19 месеци остана без влада, бидејќи партиите не можеа да се договорат да формираат влада, со што Белгија и официјално го симна Ирак од тронот, односно од првото место за најдолг период во кој земјата е оставена без извршна власт. Значи до 2012 година првото место на официјалната ранг листа на држави кои што најдолго време останале без извршна власт го држеше Ирак, а по 2012 година првото место го отстапи на Белгија. Но за разлика од Ирак, каде граѓаните во 2010 година, да подсетиме, фрлаат чевли кон своите политичари во знак на незадоволство од политичката криза, во Белгија немаше некаков спектакуларен настан кој би го одразил граѓанското незадоволство. Интересно е што и медиумите во Белгија не посветуваа некое поголемо внимание на оваа тема, поради што многумина овие случувања во Белгија ги нарекуваа како чипс револуција, спроведена од некои загрижени студенти во неколку градови на Белгија, Брисел, Антверпен, Намур и Гент,
каде градските плоштади биле преименувани како чипс плоштади со цел да се означи символично револтот кон постојната политичка криза. На околу 5000 луѓе им биле давани бесплатни чипсови, а слоганот на студентските собирања беше сепаратизам, не во мое име. Како национално чувство на задоволство на двете страни од јазичните бариери, чипсот беше сметан како символ на надеж за заедничката иднина на земјата. Сепак овие настани беа со помал интензитет во споредба со оние кои што ги се одржа во знак или како национален протест насловен како Срам, кој се одржа на 23 јануари, кој собра повеќе од 15.000 луѓе кои маршираа по улиците на Брисел по иницијатива на 5 студенти, претежно информирани и поддржани од социјалните мрежи. На крај Белгија после 19 месеци преговори и натегања формираше влада. Тоа е всушност белгиската влада која што и се уште е на власт. И интересно е што се работи за влада која што има доста голема кршливост во себе, бидејќи се работи за шестпартитна коалициона влада која што се заколна пред кралот Алберт II и го оформи својот 13 член кабинет, дека всушност ќе ги помири холандските, односно фламандските и франкофонските недоразбирања, меѓутоа од тоа се чини ништо не се случи на терен. Ова не е ниту прв, а веројатно ниту последен пат Белгија да остане подолг период без влада. Да подсетиме, во 1978-79 година изборот на нова влада траеше цели 106 дена, во 1987 година цели 148 дена, додека во 2007 година беа потребни цели 7 месеци за формирање на влада. Политичките кризи што се случуваат во Белгија се всушност резултат на постојаните секојдневни конфликти што ги имаат франкофоните што живеат во средините каде населението зборува претежно фламандски и тоа претежно на периферијата на Брисел. Срцето на конфликтот е дистриктот кој е познат како Брисел Хал Вилворде. Колку е силен тој јазичен јаз покажува еден банален пример поврзан со туризмот и со информациите што туристите ги добиваат на официјалните сајти на туристичките бироа, каде што всушност Бриш не можете да го најдете на официјалниот сајт затоа што Бриш се третира како дел од холандската федеративна би рекла покрајна, додека ако одете на сајтот на туристичкото биро на Белгија, ќе ви ги отвори само оние кои што припаѓаат на франкофонското говорно подречје, односно оние градови кои што се дел од франкофонското говорно подречје, како што е Брисел, Турвај, Монс и Лиеш. Исто така, Република Македонија често пати се споредува со Швајцарија и веќе напоменам зошто ние не можеме да бидеме Швајцарија во политичка смисла. Затоа што Швајцарија има 26 кантони уште пред, би рекла, неколку векови. Секој кантон има уставна традиција, има свој устав, има свој парламент, своја влада, свој судови. Швајцарската федерација е изградена согласно заедничкото чувство на идентитет, меѓутоа и заедништво што е историски градено со силно чувство на прифаќање на федерализмот од страна на граѓаните, што е сосема спротивно од примерот на Република Македонија, каде што граѓаните не го прифаќаат федерализмот како дел од својот облик на владење. Исто така не можеме да кажеме дека Швајцарската федерација политички е успешна, затоа што и швајцарците има проблем при составување на влада, односно при составување на Сојузниот совет. Да не ја заборавиме она магична формула од изборите во 2011 година, каде што фактички со декрет се утврди дека едно место ќе му припаѓа на Демохристијанската народна партија, едно место за конзервативната, 2 места за Слободната демократска партија, 2 места за Социјалдемократската партија и едно место за Швајцарската народна партија. Бидејќи не останува повеќе време за објаснување на белгискиот и швајцарскиот модел, останува уште да ги кажеме оние законски обврски дека емисијата Поента
се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, дека професор доктор Тања Каракамишева Јовановска е уредник и водител на емисијата и денеска е 17 ноември 2015 година. До наредниот вторник останете ми здрави и живи. Се слушаме со нови информации, со нови теми следната недела во исто време од 17 до 18 часот вторник. Поздрав и секој добро. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио